24 часа со Стојанче Ангелов, ден исполнет со многу емоции, турбуленции, нови искуства и непредвидливи ситуации. Останете до крај. 6 часот и 52 минути, доста рано. Знаете со подкастиве дека сум навикнат да тераме до касно, меѓутоа денеска сум станат вака рано затоа што ќе снимаме цел ден со Стојанче Ангелов. Денеска дознаваме од прва рака како го поминува денот, иако чекавме да поминат оние пожари, да стигне хаосот, за да можеме да се посветиме на снимање и денеска да ви доловиме на неколку локации каква била ситуацијата. Стојанче Ангелов на мое огромно задоволство прифати еден вагов предизвик кој што е новитет во Македонија. Се надам дека ќе ви се допадне и ќе го поддржите, за да можеме да го снимаме понатаму. Секако да започнеме од утрото, односно неговата утринска рутина. Знам дека сака да вежба, знам дека рано станува, тоа го докажува и нашето станување, но да видиме од лице место како ги споминеме со Стојанче Ангелов. Ај со мене. Да видиме дали му се спина некој на нас. О, генерале, добро утро, како сте? Па како за рано наутро, добро. Станувате пред 6:30 или по 6:30? За жал летово за време на пожарите многу порано, во 4:30, но сега веќе денес, еве благодарение на дождот кој што почна да паѓа вчера попладне, полесно. Може да влеземе? Секако се разбира. Сонче, фала ти што не прими дома. Имаш прекрасен дом. Кажи ми како ти почиња утрото, каква ти е рутината? Станувам од спиење, полека се подготвувам за денот. Вообичаено пијам кафе со сопругата, кога тоа ми го дозволат обврските, потоа секој по својот пат, таа се подготвува за работа, а јас за тренинг. Секој утро од понеделник до петок одам во Sky Wellness и вежбам. Сабота, недела, најмалку еден ден со сопругата пешачеме или се искачуваме на некој планински врв, ако тоа го дозволат временските услови. Но сега, откако фатија големите пожари пред 40 на дена, немав услови да одам во теретана, затоа што едноставно немав време, станував многу рано и правев импровизирани тренинзи дома со мојата скромна бодибилдинг опрема. Гледам тегови old school и регјосани се малку. Намерно е тоа така? Рагјосани се бидејќи и чувам на тераса и од влагата, но теговите се одлични. Покрај тоа имам и бенч клупа. За време на ковидот имав дома теретана, може да видите лентата за трчање. Да. Спална имам од оние мулти справи со мулти вежби, со сајли, со сите салтанати. Значи наоѓаш време и за тренинг. Задолжително. Прво да те прашам, аквариумов. Хоби за риби е твое или на жена ти? Аквариумот е мој, односно јас го оформив ваков каков што е акварист, сум љубител на акваристика од секогаш. Не знам, се менува бројот. Се менува? Се јадат меѓу себе, се тепат по некој ќумре, други ќе пуштам, но има овде сигурно 5-60 риби повеќе. Со тоа што јас чувам риби кои што не би се чувале во еден нормален аквариум. И само 2-3 знам од која врста се, другите појма немам каква врста се, само гледам ако ми се убави ги земам. Услов е да се поголеми бидејќи малите ги изедоа. Овде во аквариумот на лице место може да видам дека големите риби ги јадат малите риби. Многу поучно. Ајде рибчиња. Морам на 2 места да ни извадат очи меѓу себе, бидејќи доаѓа до тепачка помеѓу нив кога ги хранам. Се разбира како и секој добар акварист имам различни видови на храна. Се разбира жакава храна за риби? Па не знам, тоа мора да ги прашате рибчињата, но овие се доста молчаливи. Ова е твоето семејство? Да ни го представиш, сакаш? Ева Марко Сара. Марко е овде во фазата кога беше металец пред 5-6 месеци, во меѓувреме премина во панкер. Свири нешто? Дека свири на гитара. Може ако го убедам, иако тоа тешко иде со убедувањето. Свири неколку години, почна со акустична гитара, само иницијативно го немам терано, имаме ние некој музички ген во нас. Ќе го убедиме да отсвири нешто? Па се надевам и мислам дека ќе заврши исто како мене на Джими Хендрикс, добар класичен рок и Си техно. минувал фазите така со музика? Јас не ги менував, само ги надоградував. Аха. Сега слушам се што е квалитетно, почнувајќи од Джими Хендрикс, Джени Джоплин, Джим Морисон, Парпл, Цепелин. Браво, браво. Класичен рок, понов рок, многу слушам техно. Знаеш да си пуштиш во канцеларија? Секаде. И дома? Техно и дома, Дома? и дома помалку.
Еј помалку. Сопругата не караат? сака толку гласна, не смее да ме кара, ама реагираат. Слушам техно, шала на страна, слушам многу техно, особено хаус, chill out, лесен джез. Додека пиеме кафе со сопругата, слушаме лесен джез или chill out. Се грижиш вака секој сабајле? Секој сабајле и тоа навистина добро, бидејќи си бара ова. Овде имам фонтана во која што гулабите си пијат вода. Не и дозволам да направат гнездо, бидејќи прават голема беја. А видов и домати дека имаш. Домати исто. Видов дека Па. имаш. Мали. На шала кога купувавме цвеќе, земав две шери. Едното го посадив овде, другото таму. Овде порасна уште малку до таванот, али и на нив и ставам суплименти. И до кај се домативе? Силок, горе го гледаш оно пиперче, колку е пораснато, има на него и убави пипери. Овде ми е убаво вака, едно мало катче за уживање, за духовен мир. Правам Браво. планови, многу трошам време на планирање, бидејќи менаџирање ти е твојата работа. план значително го намалува стресот и ве прави многу по-ефикасен. Ќе направим импровизиран тренинг краток, се надевам нема 2 часа да вежбам или? Тоа не е импровизиран тренинг, тоа ќе биде само скратен тренинг, но повторно морам да се загреам. Јас сум 52 Како се години, загреваш? не сум во цветот на младоста. Кога Можете немам како време, заедно да се загреем. на лента наутро избегнувам да трчам затоа што се слушат звуци долу. Не би сакал да пречам на соседите. Така со 100 кила, бам, 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 не е најпријатно. Но ги загревам, почнувам нормално со некоја минимум, ова е премалку и за мене. Јас земе шипката која што е околу 20 килограми оваа шипка, ќе направам вака 30 пати. Потоа се разбирам. Значи веднаш отидовме на бицепс на раце. Не, па денес по план ми е бицепс и подлактица. Околу 13 килограми, сега не загрем, значи само да прашам, не е боле према телевизор да ме снимате вака, не знам по позадината како е. Колку серии правиш? Па јас ги работам Како вежбите вежбаш? по 4 до 5. 4-5 серии, колку повторувања? Работам 5 серии вообичаено, чекај само добив една важна порака што морам да ја погледнам. Се случува вака често рано наутро да веднаш да имаш повици? Наутро имам многу повеќе со пораки функционирам. Сега избегнувам повеќе попрактично е пишување пораки, затоа што разговорите одземат повеќе време, но и ми го кратат тренингот, само да одговорам. Ајде. Да. Сега некој сериозен билдер кој ќе го гледа ова, ќе му биде малку смешно, но јас морам да укажам, јас сум директор на институција, не сум билдер. Ти си еден од ретките директори што вежбаат, да знаеш. Тоа појма немам. Може би има и други кои што се не толку транспарентни. Морав уште еднаш да видам, бидејќи стигаат на Вибер други пораки. Се гледа дека Значи, во овој момент ова може да видите, ми стига индексот на сувост на вегетација, тоа подоцна ќе ви го објаснам и на пример денес имаме добра вест. Овие црвените точки се онаму каде што е најризично да има пожари, кај што вегетацијата најсува. Таму кај што е зелено ризикот е помал, жолтото е умерено, како да е денес не очекува полесен ден, жешки точки немаме никаде на територијата на државата, односно овде гледам нешто, овде можам да забележам само една жешка точка каде што може да избие пожар. така. Или имаме некое горење кое што уште го немаме детектирано, ова е сателитско снимање, ќе ви покажам во текот на Јасно. еве ги местата кои што се Вака добиваш извештај Овие- цело време? Да, Секој ден? постојано, да. Затоа имаме многу повеќе информации во однос на еден просечен граѓанин, знаеме малку повеќе и затоа ги замолувам граѓаните да имат малку повеќе доверба, бидејќи ова мене ми кажува, ова се жешките точки кои што или има горење или има потенцијал за да се појави пожар. Ајде, женички. Чао, чао. Спомна нешто со склекови. Правиш често склекови? Стефанове, Знам секој дека може, имаш- секој може, дури мислам дека и снимателот може да направи некој слик. Знам дека имаш рана од војната. Дали имаш проблем поради тоа со вежбањето? Има малку, но тоа не е за народ. Значи треба да кај луѓето да се влева оптимизам. Јас сум тежок воен инвалид, имам многу сериозна рана, но тоа не ме спречува активно да живеам, активно да вежбам. Затоа и преку моите сугестии, влијание врз луѓето да вежбаат, бидејќи јас каде и да сретнам некој, прва тема ми е спорт и музика. Така. Зборувам за спортот, ги стимулирам луѓето да вежбаат, да не се откажуваат, дури оние кои што имат повреди, бидејќи многу од луѓето со кои што комуницирам, поранешни полицајци, припадници на специјални единици имат сериозни повреди. Од тие причини влијам врз нив и мислам дека имам и благотворно влијание, но јас имам една голема рана, третина од десниот бел дроб го немам, но тоа не ме спречува да вежбам.
Браво. Не се давам и дури би можел да направам нешто за кое што не сум сигурен дека ти би го направил. Па да направиме по еден склек на една рака. Може и по повеќе. Дали ти би можел? Овде вака, ова е сосем доволно. Излезната врата е од таму или од таму? Добро, гледам и голема рана на твојот грб, ако може да свртиш на кај камерата да ја покажеме. Ова од војната, како што кажа, значи проблеми немаш толку големи моментално, така? Да не изгубиш после да има... Види сега, ако некој ти каже дека нема никакви проблеми, има волкава рана, тоа значи дека те лаже, но не треба се да се каже. Ајде, тоа видиме, со една рака стојанче. Да, вака беше тука. Браво. 3, 4, 5. Искрцка се. Одлично, Стефан. Не мораш пет да не се повредиш помоси, нема, те мога. Одлично, Стефан. Генерале, добар сум, генерале. Не си добар, одличен си, но Не се избрукна за може да направи. И тоа, генерале, јас сум надвор од форма. Стефан, ај малку побрзо бе, ова. Стефан, бе. Толку? Генерале, ние подкаст водиме. Ја Добро, ти институција водиш, да? Штабови, мабо. Еве, нека дојдат овде, ми влезе куршумот, овде ме проби, овде некаде беше, само месото се... Ја гледаш ова како дупка овде. Да, да. Излезот на нова полемата. Притом искрши ребра. Имам 50 шрапнели во мене во овој момент. Вежбањето е многу важно затоа што не одржува. Браво. Значи имаме со овие тегови разни вариации од овде. Овие две бучици ми нудат се оно што ми треба за еден квалитетен тренинг. Со тоа што повторувам, јас не сум билдер. Нормално. Значи јас вежбам за одржување. Браво. Од овде И ова треба да е мотив и за сите што не гледаат, да почнат да вежбаат ако не вежбаат. И јас. и ти. Ке одиме ли на кај работа, а тоа стема да се Да идеме да го подсредиш, видиме главниот штаб, па потоа да направиме да се почнеме со денов. еден промотивен лет со хеликоптер. Може. Целта е сега е мирно денес. Благодарение на дождот се е изгаснато и можеме да си го дозволиме тоа. Така. Значи, да видат младите кои се ужасите од пожарите, за да бидат повнимателни. Ке ни дадеше некоја снимка, да им пуштиме како било. Па би Денеска било нема добро. да видиме Нема, пожар, денес нема меѓутоа пожар. ќе видиме, верувам, лоши слики. Одиме на работа кај Стојанче. Синче, нека се вратам да бидам спремен со гитарата да ми освириш некој добар рок или панк. Чао. Чао. Стојанче, денес ќе имаме можност малку подоцна да излеземе и да одиме на кај Цук, но во колку часот најчесто излегуваш од дома и почнуваат работните врски? Со поддршка на дождот денес имаме малку помирен ден. Инаку кога беше ова најгустото, излегував околу 4:30 бидејќи во 5 беше брифингот со пилотите на аеродромот. Таму благодарение на храбрите пилоти од македонската армија кои што помагаа во координацијата, всушност ги координираа леталата. Добро? Одевме на брифинг во 5, потоа по неколку се качува во хеликоптер, дали на извидување, дали до одредена позиција, некојаш почесто со теренско возило продолжав кон некој од најтешките пожари, каде што сметав дека моето присуство ќе биде најкорисно, бидејќи во суштина јас ја имам најнеблагодарната задача, а тоа е оние ресурси кои што ги имаме да ги распределам. Што каде ќе биде? Па замислите дека на 10 места ви барат хеликоптери и авиони, од градоначалници па до обични граѓани кои што пишуваат на Facebook прати овде 2 хеликоптери, арно, ама хеликоптери нема доволно. Ова е твоето службено возило, одиме на работа Едно од со двете. истото. Да. Да влеземе внатре, Ајде. ќе имам привилегија и јас. Не ви отвараат врата? Сега јас овде треба да се качам. Чекај, јас макам. Не, тоа не дозволувам, нема потреба од отварање на врати. Пошто јас Јас седам ќе исклучиво напред, затоа сега Напред ќе се седиш? навради Ајде тебе. ми кажеш. Ајде. Одиме на кај Цук, како што знам, Стојанче, околу 9 часот има состанок и координација за тековните обврски. Се гледаме внатре. А Стојанче, ако удобно. Видов јапонско знаме, станам збор за некаква донација. Да, проектот Джајка, кој што се одвиваше неколку години во ЦУК, благодарение на јапонската влада, на нивната агенција за меѓународна соработка. Ова е второ возило кое што го отстапија на Центарот за управување со кризи. Првото е појако, помоќно, но моментално е расипано. Подобро теренско возило. Трече, што му беше на првото?
Значи, температура крева моментално е на сервис и комплет се минуват реврасти, клинасти, каиши. Тие возила веќе стомак имате со сервис. четврта година се движиме по екстремно непристапни терени. Таму кај што ние можеме да идеме со джип, се сомневам дека друг би отишол со квадрицикл. Кои се бенефициите? Па имаме неколку пати ситуации да мојот другар Трајче, кој што сега има улогата да биде мој возач. Инаку Другар или возач? Тоа Другар од Тигрито специјално, заедно работевме во Тигрите, замина во пензија, едве го намолив да ме вози. Му викам, стар човек си дома, не се седе, дојди со мене. кажа дека седиш напред. Тоа значи дека не сакаш да се чувствуваш привилегирано. Кај мене врати, отварање, обезбедување, такви работи не ми треба, јас знам карате какво. Шала на страна, значи најнормално не дозволувам никој врата да ми отвара, јас сепак сум обичен директор на една обична институција, сакам да видам колку може да бидам понеупадлив. Впрочем и секогаш се трудам да идам вака облечен. Обично мајца, фармерки, јакна ако е ладно. Одело носам само на поофицијални состаноци, имам одело вообичаено на работа, по потреба се пресоблекувам. Возиме некои 20 минути, пристигаме. Кажи ми денеска ќе успееме ли да отидеме на некој од местата кај што имаше пожари? Па и Фала му на Господ денеска, како што знам и нема, меѓутоа да го видиме процесот. Качување во хеликоптер. Јас искрено се надевам дека денес нема да има пожари, за денес Поплан има најави за дополнителни врнежи утре, затоа и ќе можеме да си дозволиме доколку има еден пожар каде што има неопходна потреба од воздушна интервенција, постои таква можност за жал. Да. Јас се надевам дека нема, тогаш обезбедив дозвола да се качиме во хеликоптерот и да снимите како гаси полицискиот хеликоптер Ми-171 управуван од пилотот Стефче, еден од најдобрите пилоти. Морам да ги пофалам сите пилоти, полициски, армиски и пилотите на ДЗС, кои што работат исклучително опасна работа, бидејќи гасењето пожари е многу опасна работа. Затоа што Пожарствувани се гледа. летаат на доган, летаат на чат, кој што негативно се одразува врз самото летало. Така. Значи не е исто да летате над пожари во нормални услови. Така. Овде секој утро е малку гужво, но ние може да излеземе, ќе идеме пеш 50 метри, зарем не? Секако. Ајде. Нема проблем. Ајде. Стојанче, имаме кошула, имаме сако и вратоврска. Те гледаат граѓаните и во ваква варијанта, меѓутоа треба да те гледаат и во ваква варијанта. Имам едно. Колку често се пресоблекуваш текот на денот? По потреба, некојаш по неколку пати. На сите официјални среди, ако треба да идам во влада, во собрание, овде на официјални состаноци, сум во одело. Сега ќе се пресоблечеш? Па треба, но со оглед на времето, бидејќи за неколку минути ќе започне седницата, па и не мора. Во штабот ме знаат. Така? Исти сум, да. Да не те држиме да си влеземе натре. Ајде. Ајде. Ова е значи центарот за управување со кризи е врата до врата со главната пријавница на МВР. Односно ако овој млад дечко снима ќе видиме десно е влезот во МВР, Добро. лево е влезот во ЦУК. Има еден добар бодигард, поранешен кикбоксер, Стефан, мило ми е. муџеид, кој што Добро тука веднаш. внимателно ја го чува влезот. Чек, сите ли сте спремни тука физички? А? Јас и муџеид сме најспремни. Каде одиме сега? Сега одиме во мојата канцеларија. Значи, Ова е твојата канцеларијата каде што работам. Убава канцеларија имаш? Тука го поминуваш. Ваква ја наследив Сега, јас. морам да те прашам, ти си еден од ретките директори што е постојано на терен, па канцеларијава колку Повели поминуваш? седмица. Па малку, да Малку, кажем, нели? Помалку, да. Бидејќи си бара движење. Бара движење. Се изгледа поинаку од канцеларија, се изгледа полесно од канцеларија, се изгледа полесно од удобноста на домот. Знаете, некој седе дома, носите на масичка, ладно пиво до него и кажува како треба да се гасат пожарите. Мислиш дека можеш да им помогнеш вистински ако си тука, а не со нив? Зборам За со некои луѓето работи кои што морам да гасат. бидам овде и во штабот. Но јас успеав за овие не цели 4 години, бидејќи уште малку ми фалат неколку месеци до 4 години, да изградам од вработените еден извореден тим. Имам неколку луѓе кои што се поделени по, да речем, специјалности, условно кажано, кои што многу ми помагат и сите ние заедно како тим работиме. Сам не би можел. Минатата година работев ова координацијата во ЦУК безмалку сам, затоа што вработениот раководителот на сектор кој што сега многу ми помага имаше проблем со работот, мораше да направи на тешка операција и беше одсутен. Беа одсутни и неколку други клучни луѓе, но и неколку морав да профилирам, например, и инвестирав во него. Би рекол дека за 3 години успеав, јас го донесов од Куманово.
успеав да го издигнам на ниво да може да ме заменува мене. И кога зборуваме да ме заменува, не е тоа дека јас сум толку незаменлив, но треба да зборува денес со неколку директори. Додека Треба ти си на терен. да зборува со директорот на Бирото за јавна безбедност, можеби со директорот на Агенцијата за национална безбедност. Можеби треба да зборува со некој друг директор од друга институција, директор на Јасен. Можеби треба да зборува со некој градоначалник. Сега ги пренасочив повеќето повици кон него, јас се умешувам само кога е најнеопходно. Имаме на Вибер група главен штаб и сите информации ги споделуваме во таа група. Кога имаме дилема, бидејќи понекогаш треба да одберете каде ќе действувате. И на приоритетната листа е многу блиску приоритетите. Дали ќе биде зафатено некое село. Загрозеност на човечки живот е број 1. Ние минатиот пат имавме загрозен човек кој што беше во смртоносна ситуација, кој што беше на крај на снагите, можеше да почине, го пронајдов покрај Брегалница. Во целата ова гужва со пожарите помагав на градоначалникот пред неколку дена, да, на градоначалникот на општина Лозово. Што се случи со него? Човек исчезна, 2 дена го бара, координацијата одеше преку нас, но тој изворедно изработи на терен. Обезбедивме од тигрите луѓе со дронови кои што го снимаа со термални камери теренот. На крај неговите браќа во суштина го пронајдоа бидејќи знае каде се движи од локалните села. Тоа е под Богословец, под течението на реката Брегалница. И кога го најдовме лицето, кога го пронајдов, мене ми јавија, јас бев тргнат кон еден од големите пожари во Пелагонија. Веднаш тргна во таа насока затоа што морав да го пренасочам хеликоптерот кој што гасеше пожар. Но бидејќи знаев дека ќе ни треба време со возилата да стигнеме до местото, побарав фитно да викнат брза помош. Брзата помош беше немоќна, се работи за екстремно тежок терен. Го му кажав на пилотот да гасе, но последната количина на гориво да ја остави за да може да дојде под Богословец, односно на местото на несреќата, да го качиме повреденото лице и да има гориво колку да слета во. Знаеш да сгрешиш? Не. Јас мислам дека досега неаме направено сериозна грешка, бидејќи секогаш кога имаме по-тешки состојби, одлучуваме неколку луѓе. Ние овде во штабот имаме пилоти на хеликоптери, кои што самите учествуваат како пилоти во спасувачките мисии. Так. И она што мене, тебе или на граѓаните изгледа логично, тој ќе каже ова не е добро, затоа што ние овде не можеме да слетаме од X причини. Тоа ќе прашате пилотите ќе ви кажат. На некои места е по-безбедно нивното слетување. Некаде е невозможно, може да имат ветер, може контрола на летање да забрани. Вчера контрола на летање ни забрани кревање на ертракторот. Го приземи и рекол не може, имаше невремен. Хеликоптерот кој што гаснеше во пробишти, одејќи да наполни вода, минуваше ни силен дожд кој што му го отежнуваше летањето. Ни силно невреме, летат многу ниско над земја. Сега замислете која иронија, ви идете полнете вода, минувате низ облак со дожд, а оному горе распламтено паника настаната ќе отидат 2 села. Така што тешко е носењето на одлуки, но мислам дека досега немаме направено ни една грешка, што не значи дека во иднина нема да се случат грешки затоа што е жива материја. Можеме да видиме сега како изгледа еден ваш состанок. Ова ми е Здраво. челична тупаница од аспект Здраво, на Стефан. законодавно-правните работи, господинот Тарчуговски Драги, на кој што најмногу се подпирам, тежок ветеран, овде е 100 години. Добар ли е како директор? Не е добро, одлично. Одличен е. Пред камера што очекуваш да кажеш. Но на вистина имаме соработки. Сега ние ако носиме одлуки, во тие одлуки учествува и Драги. Луѓето тоа не го знаат и некој пред кооперација ќе опне 2 пиви и кажува како треба. Валентина е секретарка. Здраво, живо. Трајче веќе го запознате, водачот Драги се гледаме. Стефан, значи ова е главниот штаб за управување со кризи, кој што во суштина ги носи сите одлуки. Здраво на сите, добар ден. Горан ефективно ме менува, кога сум одсутен од овде, а јас сум најчесто надвор. Тој ги води седниците на главниот штаб. Имаме една Вибер група на која што ги разменуваме информациите. Овде имаме вработени од армијата, имаме од Министерството за одбрана, од полицијата, од Агенцијата за национална безбедност, од Агенцијата за разузнавање, исто така кој одел? Одел за униформирана полиција. Така. Имаме од Министерство за земјоделство, од Шумска полиција имаме денес присутен. Имаме представник од Шумската полиција, национални шуми. Имаме представники од национални шуми, Црвениот крст, тука ни е Али, и најважниот тоа е Димче од дирекцијата за заштита и спасување. Па Димче најјакото се остава за на крај. Значи Димче ги раководи ертракторите и имаме представник на воздухопловниот винг. Мајоре, ти беше од воздухопловниот винг? Од команда за операции. Ја мислев дека си од некој бодибилдинг клуб дојден овде. Кого заборавив да кажам? Министерство за транспорт. Се извинувам, Министерство за транспорт. Овде на
овој голем, да го наречеме телевизор или видеобим, може да ги видите жешките точки во државата. Значи, ова е систем за рано предупредување за шумски пожари, МАКФИС, кој што е изработен во соработка со јапонската агенција JICA. Значи, на оваа карта тука има многу опции. Сега во овој момент се прикажани, значи, еве ги овие тука жешки точки, односно хотспотови, кои што се автоматски преку сателити. Еве го сателитот Вирис, кој што сега го исклучив, значи имаме и друг сателит Модис, меѓутоа во моментов тој сателит не прикажува жешки точки, односно хотспотови. Сега колку жешки точки ми објасни што значи жешка точка. Жешка точка е, значи, од сателит се снима и таму каде што покажува зголемено присуство на температура, значи тоа е хотспот, односно жешка точка. Не мора да значи дека тоа е пожар. Меѓутоа, најверојатно со скоро 100% сигурност тоа е пожар. Не, веќе има пожар затоа што ја мери температурата на земјата. Значи на самото место. И еве го во реално време. Значи, ние дознаваме за постоење на пожари безмалку пред да било кој ни пријави, преку овој систем. Значи, на некои места, еве, ова овде е црвено, жолто, што значи жолтото е малку поголема сувоста на вегетацијата, а зеленото е, значи, дека вегетацијата е прилично мокра, да кажем. Имаме карта за индекс на пожар, значи, ова представува ако би горело, со кој интензитет би горело. Значи, црвеното е со најголем интензитет, многу висок интензитет, жолтото е пониско, додека зеленото е најниско. Значи, во овој момент гледаме дека на територијата на нашата република имаме на 5-6 места каде што е Fire Weather индексот, така го викаме, односно индекс на пожар, многу висок и ако таму би горело, би бил интензитетот на горење голем. Во јавноста се прошири информации дека сме имале помош од Чиле, од Бразил и не знам од каде од друго место. Ние имавме помош од Германија и од Кипар. Германската држава, германската влада, германскиот народ ни помогна со 2 трактори. Истото го направи и кипарската влада и кипарскиот народ. Дали пилотите били изнајмени, кои што си работеле за плата од друга држава, тоа за нас е ирелевантно. Значи пилотите, да, имаше и од Чили, имаше и од други држави. Но нам како држава ни помага и Германија. Може и леталото да лета по друго знаме, да е изнајмено, но помошта ја добивме од Германија и од Кипар. Благодарност до тие пилоти, но нив ги праќа германската влада овде. Тоа ми е многу важен момент. Димче, да објасни за ер тракторите, на кој начин функционират. Значи, Дирекцијата за заштита и спасување поседува 3 аер трактори. Согласно оперативниот прирачник на Агенцијата за цивилно воздухопловство, пилотите смеат да летаат 3 часа, па да одморат 2 часа и повторно уште 3 часа. Значи, максимално време на ангажман на еден пилот дневно е 6 часа. Околу слетувањето имаме среќа што во времето кога сме ги набавувале авионите, сме ги набавиле да бидат амфибии, односно да можат да слетуваат на вода. Што годинава на овие пожари се покаже како доста успешно. Нашите авиони не мора секој пат додат на аеродром, да полетуваат, да слетуваат, да прават гужва и често пати заради комерцијалните летови авионите чекаат по 15 минути и по 30 минути за полетување и за слетување. До сега имаме пробано и утврдено дека можеме само на 6 езера во нашата држава да полниме, тоа се Охридското, Преспанското, Дојранското езеро и Мавровско, Дебарско и Мантово. Таму кај што ќе полни вода на езерото мора да има тим со чамец, со 2 обучени спасители кои за не дај Боже би, ако се деси некоја хаварија, да можат да притрчаат во помош и да го спасат пилотот. А на терен, таму кај што ќе фрлаат водата, мора да има координатор кој ќе ги види условите, што се однесува до метеоролошките услови, да види дали во близина нема некои далеководи, бандери или слични препреки каде што авионите би можеле да направат некоја хаварија. Слушаме кај Стојан, ќе правим мала пауза по овој состанок. Гласна музика. Генерале. Сега морам да те изгасам ради копирајт на YouTube, ама што музика е ова? Цепелин, класика. Се жалат ли ги вработени? Не, имам многу добар вкус за имам добар вкус за музика и како ќе се жалат. И секретарката слуша слична музика и останатите кои што се овде или барем така ми викат. Ти праќаат пријави мавара да ти дојде тропнат поради гласна музика. Децибелите ти ги мерат. Цела зграда е на цук. А и во суштина јас многу малку време сум овде
и смеам да си дозволам неколку минути така малку погласно. И на времето кога бев у специјална ме зафракаваа дека сум пуштал музика како ткајачница во некоја фабрика. Дупцап. Ова е просторијата на 112. Здраво, Здраво, дечки. добар ден. Каде е раководителот? Ова е Ивица, раководителот на оделението за примање повици 112. Кога луѓето треба да се јават на 112, во кои ситуации? Кога има да пријават итен настан. Затоа што ако пријавуваат се што не е од итна природа, што не треба итно да се интервенира, ја оптеретува линијата за некој што навистина му треба за итно да се постапува. Долго време се подготвуваше овој проект, откако дојде Стојанче е реализиран и реално колку е од помош на граѓанија? Па самата бројка на повици кажува дека е од голема помош на граѓаните, затоа што се пријавуваат настани од секаква природа, по околу 3000 пријави дневно, што е голема бројка. Како функционира таа? Малце да ни раскажете сега, која е процедура? Што гледате во моментов? Овака, го приемаме првим повикот од пријавителот, добиваме локација и го прашуваме со што проблем се соочува. Во зависност дали му треба брза помош, полиција, пожарна. Така. Сега ќе се јавиме на 112. Да видиме како функционира. Ајде. 112. Центар за итни случаи. 112. Така, значи веднаш дигаат на телефон, веднаш се достапни, значи не се чека ни повеќе од 10 на 15. Дали можеме да ја видиме локацијата? Ова е локацијата сега каде што се наоѓаме, така? Значи вие имате увид, а имате веднаш и слика, браво. Браво. Чи гледаме од каде доаѓа повикот. Браво. Значи можете да реагирате веднаш, се Токму ви е така, јасно. Токму така. Браво. А верувам дека Со ова за тоа вас е што- доброволна помош. Штефан, каков е твојот телефон? iPhone. iPhone. Знаеш дека имаш можност да го наместиш без вртење на бројот да се јавиш на 112. Исклучи го ова. Ајде. Фати го пак ти повикот, значи види се, со панично стискање на ова. А, И сега можам да стопрам. самиот телефон. Јасно. Како се мести тоа? Центар за итни случаи. 112. Значи ја гледаш каде е мојата локација, дава каде сум јас. Еве, гледате. И таму ја дава адресата од која што се јавувам. Во ред, благодарам. Но што ми нуди ова? Например, ако си повреден, не можеш да зборуваш или не те слуша соговорникот, нема добра линија. Тој ја гледа локацијата така. и знае дека нешто се случило. Ние веднаш праќаме полиција. Ние ништо не знаеме од другата страна што има. Само добиваме повики. Ја праќаме итно полицијата, која што ќе види дали има потреба од дополнително нешто. Можеме да видиме како функционира. Добро, што е проблемот, господин? Господине, пријавувате дека вашиот брат упатува закани со ладно оружје кон вас. Дајте ми ваше име и презиме, само ме молам. Бидете, вашата пријава е проследена до полиција. Бидете достапни на вашиот телефон. Не заврши. Стресно ли ова? Стресно е нека да гледаш со нож ги напаѓа, добиваме разни пријави. Што е најстрашно? Ти текнува некоја ситуација што ти се јавила? За мене деца, кога се у проблем у некоја незна деца. Ти благодарам од срце и нема да ви сметаме повеќе. Овде е другото оделение, само би сакал да ви покажам, кое што дава техничка поддршка. Овие се луѓе од IT секторот кои што работат бекграунд, за да може системот да функционира, исто кои што работат статистика, аналитика на повиците, изворедни луѓе и се разбира овде е шефовската позиција. Овде е раководителот на оделението и на секторот. Значи може да ги забележите за вас се овие познати сунгери кои што не дозволуваат Изолација. одбивање на звукот, да. Понекогаш се случува сите одеднаш да зборуваат, сега поради летните одмори имаме помалку колтейкери, но во реалност има повеќе. Океј. Правиме мала пауза, нешто измеѓу ручек и доручек, не донесе во ресторан Домини, дали е ова местото каде што често доаѓаш и гледам телешка чорба по твоја препорака и јас. Па се движам претежно ова време таму каде што има чорби, типично македонски, но вообичаено порано, обично после тренинг, рано наутро вежбам, па евентуално одам на цук, па потоа доручок, па
остатокот од делот, но овде имат изворедна чорба. Ресторанот Домини навистина има супер чорби. Чорбата сакаш со лукче да јадеш или без? Па јас сакам со лук, но внимателен сум во зависност од активностите кои што ги имам во текот на денот. И ја јадам без леб. Само така жално го гледам лебот и си замислам колку Диета? е добро. Пробуваш Не диета, режим низ храна, не е диета. Леб јадам многу ретко. Да? Па види, за твојата рева јас ќе јадам денес. Да каснеш, да си кажа, крв да ти се стори. На здравје. Ајде на здравје. Еднато врските дефинитивно е и да дава интервјуа. Во моментов ќе даде за Македонскиот национален сервис, но и да е во комуникација со УХМР. Нормално за да знаат какво време ги очекува и да може да планираат или да очекуваат врнежи или ако нема врнежи да знаат што да прават. Ова е големиот полициски хеликоптер Ми-171 кој што носи ведро од 2,5 тона. Денес ведрото нема да го користиме, ќе направиме извидување на некои од изгорените шуми. Хајде. Ова е моје прво искуство со гачување во хеликоптер. Е навистина многу кучно. Во текот на ова лето Центарот за управување со кризи имаше полни раце работа. Максималната цифра на активни пожари во некој момент изнесуваше и 66, но благодарение на сите пожртвувани луѓе ситуацијата се смири. Исто така благодарност до пилотите кои беа активни како и Стојанче постојано. Инаку моментално бидате штети од пожарите додека ние се упатуваме кон селото Брезница, каде што можеме да ги видиме досегашните штети. Кажи ми каде ќе одиме сега? Одиме по село Брезница, каде што беше еден од најтешките пожари и село Ташево, кое што огнот помина низ него, тука се спуштиме на земја, ќе пробаме. Да, ќе слетаме таму на некој погодно место, но и ќе напетаме најголемиот пожар, за да може да ги снимите ужасите нешто кои што помина во ова лето. Се надевам дека ме слушате, доста е бучно, па ќе имаме можност ќе направиме и муа. Договорено. Генерале, дајте рука, генерале. Кој е еден од најдобрите пилоти во Македонија, Стефче? Поранешен воен пилот, сега во редовите на МВР. Извореден пилот, сега го немат ведрото и може малку полесно да лета. Ова село го спасивме, овде не изгори ниту една куќа. И погледнете се, овој појас ние го гориме. Ако пожарот доаѓа од доздола и сега некому ова трева овде му делува наивно така. Ова е проблемот, ако дува ветер гори ниско по земја, али кој ќе дојде во оваа трева, ја гледаш ова каква е, фактички кој што изгорив. Бујна трева доаѓа до првите куќи, овде никој не живее, луѓе престојат овде по време. Ова село е спасено. Целосно спасено, а другото е изгорено, но има повеќе драма отколку реална штета, затоа што куќите кои што се изгорени се стари и напуштени. Во нив никој не бил, можеби 100 години. Те прашам нешто искрено. Видливо е дека има дефицит на квалитетни хеликоптери. Денеска видовме квалитетен. Дали имате начин како за следната година да се подобриме на Ова влада ќе ги отстрани тие работи, погледнете ги боровите горе, ќе замолам. Тоа е ужасот за кој што зборувам, но има и добра работа во ужасот. Гледате дека по некои борови имат преживеано во средината на огнот,
а горниот дел не е зафатен. Нашата борба беше, ако веќе не можеме да го изгаснеме, барем да ги намалиме штетите. Фере да се каже дека голем дел од шумите, веќе гледам пред мене, и не се изгорени. Пожарот се движи ниско, горат лисјата, односно игличките и шишарките кои што се паднати. Многу од дрвјата се спасени. Може да забележите дека повеќето се останати зелени, но постои друг проблем, не се толку отпорни на болести, повторно имаме ризик, но јас верувам дека добар дел од оваа шума ќе преживее. А сега би сакал да погледнеме малку материјал, ваши снимки, кои што се со одгаснењето на пожарот, да го видите процесот. Нели, фала му на Господ, нема пожари, не можеме да ви го прикажеме тоа, меѓутоа сега ќе го видите како било тоа на терен. Доаѓа хеликоптерот да слета да се повлечеме, пак ќе се качиме. Тргни се на страна, дојди навак. Дојдете навак. Немој кон опашката, оти е строго забрането. Safety first. Се заблагодариме на пилотите кои што одвоија време. Голема благодарност и до нив и до вас. Апсолутно. Предлог на Стојанче одлучивме да продолжиме на Кајовче поле да ги посетиме двете села кои беа најмногу зафатени од пожарите. На 29 јули околу 40 куќи, од кои поголем дел биле стари, но и нови, кои се живеалишта на жителите во селата Малино и Немањици, биле пеплосани од огнените јазици. Фронтот на огнот бил многу широк, се гаснело и од копно и од воздух, со авиони и хеликоптери, а жителите на овие села со тешки маки биле и евакуирани. Некои од нив не сакале да ги напуштат опожарените куќи да го остават она за која работеле во текот на целиот живот. Кажи ми, ти беше тука за време на пожарот? Баш так спиеш и може да изгориш. Би го спасили селото? Како не друго е. Овие сите ќе изгореа ако не беа тут пожарните и аеропланите. Беше ли сплашен, ти кажи ми? Кој? Ти. Аби изгореа овој сам. Спасите овие две буриња вода, ако не ми беа. Све овој. Со две буриња вода? Да. Аме косено го. И дојде од пожарната еден джип дојде. Ама нема малку вода. И тоа амбарче имаше две приколици жито ни изгорвајте вишка. Колку куќи има изгорени? Па ја не сум ги бригу. Дали не сум ги оште бригу. Има ли изгорена некој кај што живее некој или се тие повеќе користат луѓето од чат па доаѓаат? Па ретко седи таму едни секоја неделя доаѓа, сак не доаѓа. Страф ли? На крајот али што седи, нема тој. Тој што редом седи, нема оцем ја тој седеше и еден тъг однесува човекот не умоќи у години беше. Сам ли беше ти? Овде кали? Да. Не бе, после дојдува све, ама спиеше, ја не видов. Кога спиеше беше сам? Сам. И кој како го примети? Што почувствува? Па од таа страна, сега не е тој дечко да бани женет, свири ми кола, како свирено. Што викам ово е ништо како свирена, како некој узбана, како војска, знаеш. Аха. Он сколата иде, ја искочи тој. Искорче на сара, гледам оѓе на тон дека гори. Мајката, како може тоа? Он ти дошол до прагот ги. Он до прагот. Ја одма и сигарачата извади на струјата, знаеш, друго е. Ама ти си знаеш како треба. Да. И ништо сега 2 метра мек појас околу куќата да имаш 2 метра без трава, без ништо, копки до секој ден. Така ќе ако има човек и вода, многу е добро. Така си. Нема проблем. Кој е слободен, не да улада човек у жар, ја гледа и поженикари слободни. Газ у жар, не било така ќе се повредиш. Голем поздрав. Идејќи наваму видовме траурни слики, а верувам дека било и многу пострашно кога имаше и јоган. Кој е село е ова?
Село Малино, во суштина пожарот започна неколку километри подалеку од овде, село Орел. Јас бев во село Орел, каде што пожарот почна и ни побегна еден крак во оваа насока, друг крак во насока на село Немањици. Кога побарав хеликоптерска интервенција кон Немањици, пилотот ми јави дека лета над Малино и дека гори селото. Бидејќи тој од воздух нема осет колку се куќите нови, ги гледа керамидите, затоа што овие се претежно напуштени куќи, но изгледаше ужасно. Огнот помина низ овие куќи и успеавме да ги спасиме без млакусите. Изгореа неколку стари напуштени куќи, но јас стоев токму овде на ова место додека селото гореше шумата. Може горе да забележите како дел од дрвјата се уште зелени, но пожарот помина над нив. Од горната страна се обидовме и направивме пресеки, појаси против пожарни, како што е овој овде, еве можеш да погледнеш. Значи овде кога ќе дојде оганот не може да премине преку ова. Вака ги бележиме. Со тоа што не е гаранција, ако дува силен ветер може овде од тревата пак, но сепак е ова една, луѓето во паника заоруваа локално население со трактори. Па има неколку луѓе кои што може да ги видам. Овде помогна многу против пожарната единица од Свети Николе заедно со доброволците. Има едно доброволно против пожарно друштво изворедно кои што беа активни насекаде и во Свети Николско, но и надвор. Се упатив кон село Немањици, каде што влегов во една од најлошите ситуации, бидејќи дел од луѓето се плашеа во селото. Пробавме со евакуација. Целото село беше во чат. Не се дишеше. Но благодарение на мојот храбар возач, му реков вози во сред село, влеговме во сред село. И таму имавме една ситуација со една релативно млада госпоѓа со мало детенце, 12-13 години, не сака да ја напуштат куќата. А огнот дојде до самата куќа, па моравме да бидеме малку поагресивни за да ги убедиме да излезат од куќата. Не, ја спасивме куќата. И тоа благодарение на Стефче, пилотот на полицискиот хеликоптер, кој што со прецизно фрлање на вода спречи во последен момент. Се разбира, имаше и многу пожарникари. Огнот тргна кон црквата, но би сакал да отидеме во село Немањици на лице место. Следно што ти кажав е тоа, да одиме таму и да видат луѓе. Да одиме. Ајде. Замислете работава, цел ден снимаме, еден куп обврски, даде интервју за МТВ, а моментално снима за медиумите, сам застана за да стигне на вестите во 3 сата. Секоја чест. Дојдовме во село Немањици и гледката тука е уште пострашна. Овде действуваше хеликоптерот многу прецизно, но не успеа да ги спаси овие куќи или придружни објекти, што и да се овие изгореа овде неколку. Тргна огнот долу кон црквата, но застана кај зидовите. Во секој случај гледката беше страшна. Владееше паника во селото, луѓето пиштеа, беа исплашени. Овде имаше многу пожарникари локални од Свети Николе, од околните градови, имаше и припадници на македонската армија. Хеликоптерот действуваше многу прецизно и помогна да го спречи ширењето. Ја би влегол понатаму, сакам да почувствувам какво било, ако воопшто може. Арско ѓубриво најверојатно има половина метар, можеби метар. Како смрди. И гори споро. Ако цела куќа 15 дена подоцна го чувствувате овој, пази Стефан. Ако сега 15 дена подоцна вака мириса, замислете што се случуваше на денот кога се гореше. Погледнете го овој лом, но благодарение на храбрите Свети Николски пожарникари, професионални, доброволни, благодарение на армијата, на локалните жители кои што исто така учествува во гостењето, го спасивме селото. Ајде, генерале, на секакви терени си бил. Погледни што е ова под мене. Сакав. Вака изгледа еден последен мој тренинг. Тука, внимај. За жал, луѓе, ова била нечива куќа. Придружни простори, ова може би било штала, но било објект. Што е да било, некој изгубил многу, треба многу да внимаваме да не се случуваат овие работи. Природата полека се враќа, ова е нова фиданка, излезена после пожарите. Стојанче, колку те боли вака кога поминаш низ вакви слики, како човек кој што е одговорен? Јас сум позитивен за спасување. Позитивен човек и гледам колку куќи спасивме овде. Јас тоа го гледам, не го гледам ова. Сепак овие куќи биле стари, напуштени, во кои што не живееле луѓе или придружни објекти, штали. Штетата е голема, зборов со човекот овде непосредно каде што му изгоре сеното и има двојна штета. Сега храната со која што треба да ја храни овците му изгоре, а вегетација наоколу нема бидејќи пожарот ќе изгоре целата трева. И луѓето се наоѓаат во многу тешка ситуација. Овде со мене ова село го посети министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Дојде со мене на неколку позиции, тоа е многу корисно за самиот да ги види ужасите
Не морам да кажам дека едно е да гледаш дома, друго е да гледаш на медиуми, трето е да гледаш тука на лице место. А погледни го овој. А можам да замислам, тоест не можам да замислам какво било кога има Цело вода. тоа Стефан гореше. Ја гледаш оградата и гледаш овие дрвца наоколу, се ова гореше. Овде хеликоптерот заврши многу голема работа. Стварно, дечки, страшни слики за гледање. Нека биде ова една полука за сите нас да внимаваме и со цигари, и со запаливи материјали, и со било што кога доаѓаат овие денови, затоа што сами гледате, ова се уништување на човечки судбини. Некој може би цел живот работел за една мала трошна кукичка и огано да му ја проголта за една вечер. Жената која што не сакаше да излезе од куќата, зборуваше дека цел живот се труделе да ја направа таа куќа и не сакаше да ја напушти. Беше спремна да изгоре со неа. Тоа го зборам. Но ја извадивме надвор и ја спасивме и куќата. Стојанче, да те прашам нешто искрено. Ајде. Нели ти е страф? Не. Ова е сериозно зезнат терен, иако твојот джип со јапонска донација се покажува фантастично, но морам да признам дека Иџе има конкуренција. А далеко сум јас од Иџе, но нема место кај што не можам да се искачам. Кај што има пат. А ова Иако- пат е? Па личи на пат. Кај не носиш? На врвот Богословец, од каде што ги посматрав пожарите. Затоа знаев што правам, бидејќи има една точка од каде што се гледа цело овче поле. Што ќе правиме ако не остане джипа тука? Ќе викнеме друг да не земе, пешки идеме. 112? Safety first. Па не знам дали има прием овде, али да, би требало. Нема прием. Значи вака се 112 се бара во итни случаи. Ако овде не остави джипот, тоа Прав си. не е итен случај. И си поседиме. Нема да поседиме, ќе тргнеме пеш. джипот кој ќе го врати? Ќе го вратиме дополнително. Види, Стефанова кој што го работаме премногу значено, бидејќи секојдневно за време на гаснењето на пожарите морам да возам по ваков терен. Некој што мојот вознач, некој сам. Го скршеше Не, ретровизорот. ретровизорот се собира, како ќе го скрши. Добар си. Преживување со Стојанче. Види, овде не смее да ви клизне тркало. Добре преживеавме. Не знам зошто, но подобро беше да ви искачам овде на самиот врв. Супер е да ти кажам. Па не е толку, Чекај да видам поглед. може и таму. Стефан, сега сме на врвот Богословец. Вреди. Од овде имаме поглед кон пожарите. Дојдовме едноставно овде и ги гледам од овде. Не ми треба ниту дрон, го гледаш оној рид во далечината, целиот од левиот агол, каде што е селото Орел, па се наваму, кај што му доаѓа Немањици. Обично наоѓам место од каде што можам да ја наблюдувам состојбата за да носам правилни одлуки, бидејќи ако си во канцелар или штабот кој што ви го покажав, одлуките ги носат врз основа на информациите од луѓето на терен, но луѓето на терен кои што се помеѓу куќите, помеѓу шумата, не ја гледаат големата слика. Да, тука Од може овде да или од некоја друга висина, како што секој пат практикувам, ја гледам големата слика и тоа ми помага да носам поправилни одлуки. почнува да врне. Тоа е добар знак. Тоа е Иако се изгасени пожарите, извореден знак, не добар за мене. Изгасени се, но ни треба се уште влага, да. за да Некако- биде потешко да се запали Како вегетацијата. за целиот ден и за тоа што привршуваме, дождов е како јаготка на шлагот. Шлагот, токму така се надевам дека ќе падне поголема количина од страна на УХМР. Што ви Имам кажа? информации дека попладнево ќе имаме малку појак дожд. Така.
Така. И се надевам дека живи и здрави ќе успееме да се спуштиме по овој дожд. Ќе отидеме ли за крај? Благодарение на моите возачки вештини. Ако сме стигнале кај тебе здрави живи, добро е. Се шегувам. Ќе отидеме ли сега кај тебе? Видовме денеска во принцип како ти помина денот, колку многу врски имаш, иако релативно ова е многу лабав ден за тебе, без никаква тензија и стрес, освен на што мораше да не трпиш. Најлабавиот ден од јуни до денес. Освен што морав да ја трпам вас. Си фамилиарен човек и би сакал да го завршиме видео кај вас или да испиеме едно пиво успат. Имаш време? Па ја имам време за две. За две? Ајде. Ајде. После ваков тежок ден, да не кажеш дека не сум домаќин. Не се сумневам во тоа, Кажа пиво, еве ти и пиво. Еве ти, Станче, јадеш КФЦ? Пилешко? Не јадам туку, го обожавам. Обожаваш? Чекај. Ја го чекам, еве ти Скопско. Чекај. Ја го чекам ова цел ден. Јас исто така. На здравје нека е. Лошите денови, лошите моменти со пожариве да се минат. Нема да бидат минуто, доволно е да се намалат за почеток. Да се намалат. Ако пожарите продолжуваат и ние мора да се подготвиме уште подобро. Ние да се крстиме малку после тежок и напорен ден, малку поопуштено во продолжение на видеото, со оглед на тоа дека го завршуваме и денот, ќе се запознаеме со Марко, тој е твојот син. Керката ни се срами изгледа малку да се појави на камера. Не прифаќа јавно да се појави, едва и убедивме на фотографија на Facebook. Инаку се музичка фамилија, Марко свири на електрична гитара и откако ќе се опуштиме малку и да јадеме, одиме кај нив дома и да го завршиме денешното видео. Договорено. Дојдовме до самиот крај, Стојанче. Па денешниот ден и не беше толку страшен, малку Браво! беше. Женичке моја, денес покрај. Како сте? Издржали денот. Го издржав, мушки, супер се поминавме. Синче, вежбаш ли? Ајде за тато едно од Джими Хендрикс, ајде, доста со овие. Здраво, живо. Јас сум Стефан. Марко. Ајде, едно Ајде од Джими, чуеме, ајде. да чуеме одмah. Од Джими, која сакаш? Се фали татко ти цел ден дека растураш. Дека си одличен. Син ти растура. И ова му е само фаза со панкот, ќе му мине меракот, мора да заврши на Джими Хендрикс. Чекай, се има ли влијание татко ти за музика, а ме интересира кај тебе? Да. Стојанче, ти што ќе кажеш на тема? Па ништо, чекам да заврши на Джими и на техно исто време. Што не си горд на панков нешто многу? Не бе, топ е панкото, се сме минали ние вака као помлади. Сепак, панкот не е мртов. Апсолутно. Музика од брат ти повеќе или од тебе? Што мислиш? Од пара дедо ми, татко ми, брат ми, ние сме музичка фамилија од моја страна. Само за жал, јас станав многу добар слушател. Ти свириш нешто? Да ти дадеме на тебе да пробаш. Јас сум слушател. Слушам. Јас сум пасиониран љубител на музика. Цел ден го минувам со музика. Колку ти е битно вака на крајот на денот да го поминеш времето со фамилијата? Многу ми е битно, но многу малку време имам искрено. Се надам дека овие дождови ќе ми овозможат барем следните денови да поминам повеќе време. Без малку 40 дена дома не се прибрав. Се враќав доцна навечер, преморен, еден јак туш и потоа веднаш заспив како заклан. Станував наутро 4-5 како кога во 5 одев на брифинг на аеродромот, понекогаш, не секогаш, но генерално овој период беше пеколен за мене. Дождот кој што падна вчереве денес запрска, иако овде врнело повеќе. Се надевам дека ќе ја релаксира состојбата со пожарите. Верувам дека и благодарение на луѓето како тебе, нашите апели, граѓаните да бидат внимателни, да не предизвикат пожар ненамерно. Многумина предизвикуваат пожар без да имат лоша намера. Ќе продрат до што повеќе, особено млада публика која што го следи твојот канал, но истовремено доколку дознаат за лица кои што намерно подметнале пожар или на друг начин предизвикале пожар,
истото да го пријават на бројот 112 или во најблиската полициска станица или на некој пријател полицаец кој е непријатно да пријават. Мораме да бидеме многу ригорозни кон оние кои што предизвикаат пожари. Штетите се големи, економските би ги ставил последни, еколошките се на прво место и пред нив би ги ставил човечките животи. За несреќа имаме една жртва во овој пожари, возрастен човек кој што не ги послушал апелите да се евакуира од куќата, се задушил, неговата сопруга беше спасена. Значи, секој еден пожар може да убие човек. Последиците може да бидат големи, тоа го видовме ние денеска цел ден на терен. Марко, фала што ни отсвири, а тебе фала ти што не прими дома пред се, не покажа твојата приватност и јас лично си поминав супер со тебе, иако видовме тешки сцени денеска, меѓутоа и за мене е прв пат ова да го направам Македонија, се надам дека на гледачите ќе им се допадне и фала ти од срце што не подржа. Фала и на тебе, Стефан, бидејќи за нас како институција, како влада, како држава, се важни овие активности, затоа што колку повисока е свеста кај, особено кај младата публика, кај младите граѓани, толку се помали шансите да настане пожар кој што може да убие некого. Фала ти, Стојанче. Фала ви на вас што не гледавте во ова долго видео. Се надевам дека ви се допадна. Би сакал секако да не поддржите со лайк, сабскрајб, да коментирате нешто, доколку ви се допаѓа овој концепт, можеби ќе го продолжиме и понатаму. Поздрав!